Обично пишува околу Петровден и нема намера да престане, се додека го држи зборот. А зборот со секој ново книжевно дело добива на патина. Во мирисот на книгата уште еден компаративец, кој ќе специализира средновековни студии во Унгарија, а магистрира современа историја. Светски патник со променливи жаалишта, кои секогаш се враќа дома во неговата патина, градина и стамина. Низ животот ќе научи да работи со многу алатки, но највеќе со перото. Тој е новинар, музичар, колумнист, преведувач, професор по литература и светска историја. Објавил 11 книги поезија, 3 романи и 1 книга колумни. Избори од неговата поезија се преведувани и објавувани во различни литературни списанија и на многу светски јазици. Добре дојдеш за Тихомир Јанчовски. Добре, најдов. Колега компаративец, Да. во мирисот на книгата, патина, кога ги читав приказните во патина, која личи на трилогија, 3 дела патина, градина и стамина, се надзира дека вметнуваш многу елементи од твоето секојдневие. Може би има некој автобиографски карактер, како да си сакал да ги запишуваш секојдневните случаи низ призма на филозофско размислување. Колку време ја пишуваш и што е всушност патина? Припаѓа се гледа дека е проза. Тоа е едно и ова е еден вид на дневнички запис. Јас ги пишувам така што кога ќе ми дојде, мене ми доаѓаат зборовите, јас само ги запишувам некако. Не се чувствувам дека јас ги измислувам нешто. Се тоа на што го пишувам, туку дека повеќе го запишувам од што го пишувам, така што е прилично разновидно. Некаде може да тоа да биде да има допирни точки со есеистика, некаде може да биде како што викаш со некои филозофски раскази, меѓутоа секогаш се тргнува од обична животна ситуација, од она што ми се случува мене, има Така почна со мебел, од соба, мебел. Да, не значи дека така сум почнал. Ова беше така прилично насобрано и ако се даде така само, може да изгледа хаотично, па затоа имаше потреба од уредување. Оваа книга некако ја избрзав и ми е за паметот и од тоа што сакав да излезе побрзо, таа излезе подоцна од што требаше. Подолго време требаше да се уредува и многу работа заврши Тања Павлевска, Тања Аждаја, така позната е повеќе на социјалните мрежи. Таа живее во Словенија и има така многу прецизен и логичен ум. И таа ја подели книгата во 3 дела и ставаше ова може овде, ова овде, за да добие некаков убав логичен редослед. Таа е електроинженер и се занимава и со наука. Прецизна е тоа што многу прецизна и уме работите така да ги организира. Ја подели на 3 дела, значи патина, или, мислам се вика, состојба на куќата. На куќата, така и почнеш со куќата. Градина или состојба на дворот и стамина или состојба на темелите и покривот, она што отпосле. Да, бидејќи поднаслов на книгата беше метафизика на просторот, значи преку куќата, преку живеелиштето, кое што овде е направена и во книгата, тоа го има на многу места, паралела помеѓу душата на човекот, неговото нематеријално постоење, она што го исполнува, и неговото живеалиште, па на тој начин таквата паралела мислам дека убаво функционира. Еве одбрав 3 Да. чисто за дискусија, на што не можам да кажам дека ми се подопадливи од другите, меѓутоа чисто да продискутираме, затоа што многу често губиме доверба во најголемата човечка доблест, во добрината, како да се разочаруваме дека светот стана свет на зло, каде што злото се препознава и визуелно веќе, така нели објаснуваш, вели добрината во човекот е редовно присутна кога има некоја слабост. И редовно исчезнува кога човек повторно ќе се почувствува силен. Да. Да, тоа е физички кому се враќа. Тоа е нешто што е осознаено преку искуство, нели? Тоа е така, како ни минуваат годините, како го запознаваме животот, се уверуваме во вистинитоста на ваквите реченици. Кога луѓето се во слабост, значи било да е телесна, најчесто телесна или во некоја болест, или душевна, или некоја загуба ќе доживеат голема од каква било природа, тоа човекот се менува
и ја губи гордоста, веќе не мисли дека тоа е нешто, дека тоа е голем, дека заслужува, дека некој му е крив, не ги осудува другите, не се прави попаметен. Туку е смирен и има потреба од помош. На некој начин може да го фати и очај, нели? И не мора да значи, меѓутоа тој тогаш кога е слаб, човекот е силен и тогаш е подобар. Јас се сеќам еднаш лежев во болница, нешто ме оперираа на грбот и првата вечер кога лежев во тој кревет и си викав само ова да ми пројде. Си питам вака, ова нема да правам. Меѓутоа, штом ќе пројдат маките, слабоста, кога човек пак ќе дојде нели во таква позиција да е посилен, како да му исчезнува и сеќавањето на тоа кога тој бил слаб и колку ние сме безпомошни суштества. Ние сме многу малку што од она што го живееме и имаме е наше, всушност се ни е дадено. Ние не сме заслужни за тоа што сме живи, самиот живот ни е дар. Ни е подарок. Да. И наместо човек да чувствува благодарност и радост од она што го има, тој секогаш посакува и нешто друго, нели? Тој дух на незадоволството е многу изразен, бидејќи ниту во семејствата, ниту па во образованието, никој не ги учи луѓето на тоа како да бидат благодарни и радостни. Со она што го имаат и со она што да се секој сака да биде нешто различно од она што е сите. Мислам, таква некоја линија фати општествата, луѓето да се стремат да постигнат некаков успех, кој главно се изразува во материјални све. Во слава или богатство, нели да. Да, и во име на таквата амбиција голем дел од луѓето си го упропастуваат животот. Само мал број може тоа да го оствари, и тие што го остваруваат пак не се среќни, но сите тежнеат кон тоа да бидат први меѓу многите, да бидат истакнати. Да. Не е ништо ново ни тоа и ето и во еден дел таму за гревот кога пишуваш, велиш секој го обвинува, никош нема никој да си ја прифати својата одговорност, нели, Ева ќе се жали дека виновна е змијата, Адам ќе се жали дека виновна е Ева, и така влегуваме во една латентна, потенцијална шизофренија која биполарно се однесуваме. Еден ден сме вакви, еден ден сме онакви. Мислам дека ти се вика грев. Ова тоа размисла. Не знам, пишувано е за многу работи. Сега конкретно што е, како е да го најдеме па да видим. Велиш, вистинска казна е состојбата во која лажливиот живе измачан одната од својата совест. Збораш за лагите и за лажењето, дека често се лаже. Да. И така почнува Адам и Ева биле срекни, па нели тоа змијата ќе им го расипа кефот, кој ќе ги избрка, па ќе се сретнат, ќе се соочат. Лагата не е едноставна работа. Не човек или дете знае кога лаже, например, ако направи нешто и го прашаш, не бев јас, а било. Тоа е еден тип на лага. Меѓутоа, лагата е присутна во животот на човекот, бидејќи поради себичноста, ако човек не ја освести, не увиди дека ја има, тој се лаже и себе си и другите. Сака да изгради слика кај луѓето за тоа каков е. Да. И малку е да се каже дека тој верува во тие лаги. Човекот станува лажен човек. Значи, многу е тешко човек во која било ситуација да ја побара вината во себе. Зашто иде, па дури и да ја нема, луѓето треба да гледаат како ќе испадне добро, што е резултатот, а не да испаднат праведни во однос на некого. Тој е крив, јас сум прав. Што ако си прав? Не е смислата во тоа. Лажливецот е овде пише, мисли дека може да го излаже Бога и светот, мисли дека е посебен и само еден. Значи, тоа е таа себичност што ни кажа, дека ние сме посебни, никој нема како мене. Јас сум таков, поинако. Да, никој као ја. Па дури и кога се работи, нели, и за смртта, луѓе помислуваат, гледаат околу нив, уште од мала возраст може да се сретне човек со умирање, меѓутоа некако за себе мисли дека ќе се провлече, дека нема тоа да му се случи. Не може човек да ја замисли својата смрт и своето исчезнување, мисли дека тоа е само за другите. Незрелоста, може би нели може би размислувањето дека човек сам. Да, ова што го кажа за совестта, она што е распространето како негативна психологија, како лагаво кај луѓето е дека
ако никој не дознае и не го види неговиот срам или тоа што тој го направил, Нема ни да знае. злоделото како да не е направено. Нели? А не е така, бидејќи секој човек каде и да е, каков и да е, има совест, нели? Тој треба после да живее со тоа. Ако дојде до умртвена совест, тој човек веќе е како Тогаш е психопат или како жив социопат. мртовец, Нема чувства, нема грижа на совест никаква, нити оптоварување за тоа што го направил. Тоа е нешто му недостасува генерално на светот. Талентот е Божи благослов. Да. Таму исто пишуваш Да, талентот има е доста добар, страници за меѓутоа талентот, да. дали ти од твојот талент можеш да живееш? Пишуваш таму талентот. Видите. Дали се живеело низ историјата на талентите, на гениалците? Кој од нив бил богат? Ја освен авторката на Хари Потер, не знам друг дека има некој дебело тоа конто од денес светски инаку- писатели. Се многу сега што става многу работи за кои почне се збори по еден сат за сите. Како прво не се живее само од она што е за јадење и пиење. Нели? Има и друг тип на храна и мислам дека талентот е многу битна работа и голема одговорност ако има човек со талент што му е даден, или талентот доаѓа од зборот талант кој е присутен, еве уште кај стариве народи во Библијата се спомнува талант како голем златник. Човек да имал само еден таков златник веќе е многу богат. И од таму зборот талент, значи нешто што самото по себе е големо богатство. Значи тие што се богати многу се талентирани. Се шегувам. Да, талент, дадено им е. Дадено им е, да. Да. Сега кога човек има талент, има опасност ако човек не го живее својот талент, не живее со тоа, кога батали ќе каже од ова немам или не е одговорна да се занимавам со ова. Тогаш треба во Македонија, посебно во нашата земја, нели какви се условите, многу луѓе што се бават со музика, со пишување, со сликарство, да баталат се и да бидат таксисти, да продаваат на пазар. Да За да може да тие што преживеат, треба да екзистираат. напуштат се. Не е примарно кај талентот тој да се исплати материјално, човек да го наплати. Не е ни малку најважно, иако би било убаво, нели да е така, но човек мора од својот талент да вади дела. Инаку останува незадоволен и се чувствува празен и може тоа да предизвика разни нарушувања после кај него. Чувство на незадоволство, на промашеност. Фрустрации. Така, има многу луѓе кои биле талентирани за нешто, а после се занимаваат, нели ти им кажат, а тоа нека ти е хоби, а ти биди си овој. И после се чувствува човекот многу неостварен, многу празен. Не е битно дали е тоа хоби, дали е како ќе го наречеш, дали од тоа има материјална корист или не. Еве кај нас конкретно дури истакнати луѓе кои се занимаваат со некоја од основните уметности, музика, пишување во која било форма или сликарство, по некој од нив може да стане некакво име и да има слава, меѓутоа некој да се збогати од тоа и да може да живее исклучиво од тоа, Реткост. ретко, па дури и невозможно. Невозможно. Да, ние како држава, како земја, како народ, не сме имале професионален писател, човек кој што живее од своето пишување. И не може да живее богато. Но битно е да си среќен. Дали си среќен кога пишуваш? Еве, неодамна стана татко, Да. приказни за деца и животни, пред да се роди тој син или Не, откако се Откако? роди. Откако се Да. роди, да. ете љубовта, ете го талентот. Да, ми дојде овие басни, ова е збирка басни како Бојенка ја направивме после со Никола Темков, тој ги црташе овие илустрациите. Ја напишав за 10 дена. Секој ден ми доаѓаше по една басна во главата, така некако ми се вртеше и само ќе оформев и ќе ја ставев на хартија. Ама И ги така раскажуваше? Не, тогаш не разбираше зборови сега. И уште не е во таа фаза да ги разбирува и да може Години да има? Две? 2 години и 3 Веќе месеци. разбира, да. Разбира, но Разбира. уште не до ту нема концентрација. Мислам тоа таму на кај 3-4 години. Меѓутоа за него се па дури аспекти на неговата личност има во одредени карактери, ликови кои се внатре во. Значи сепак во тоа книгата. што си го почувствувал, си го... Да, и во Патина исто Да. има за него. Не? Да. Па има Дори- автобиографски Да. моменти. Животот е таков што човек секогаш мора да е отворен и да учи. Ако човек престана да учи и каже дека е готово, значи дека му се умира. И дека човек состојува на краен очај. Јас бев изненаден колку многу работи учев од малечкиот. Мало дете не да збори,
А гледам дека Тоа на спонтан, интуитивен начин тој го живее животот како што треба и може да се учи од него. И до ден денес тој таков не поднесува статичност. Ако човек седи нешто ќе дојде и вика тато стани, стани оди. Да не се седи. Баснарка, многу интересно, баснарка. Да. Баснарка бидејќи се басни, се приказни со живот. Да. Ти недостасува ли мирисот на училницата, на училиштето, на школото? Па како се да повлеча од школското звоно. Што ти звони сега? Долги години работев со ученици, па во разни гимназии, најмногу во Нова, нели, во Орце работев, во Јосип Брос, па на крај овде во Американ коледж со студенти. Не знам како да се изразам, дека дали ми фали ми недостаса. Мислам дека по одредена возраст многу е тешко човек да биде добар професор. Наставник. Воопшто ти меморијата не е иста, паметот не е исти како порано, а јас не можев да одам на час и да им пуштам, како се викаше на слайдшоу, PowerPoint, тоа да го читам, само колку да се извадам, не. И некако ми стана напор. Имаш право, треба да сме со бенефициран стаж ние даскалите. Да, и тоа е за добро на... Воопшто добро, колективно добро. И голема стана разликата генерацијска меѓу мене и тие што доаѓа веќе да учат. За жал. Не знам, може и ќе се вратам, меѓутоа не сум за жал што сум го работел тоа. Скоро 30 години го работел. Само повеќе од 25-6 години. Па трета деценија вика како 25-6 години. Не е малку. Да. Планови за пишување понатаму, за реализирање на твојот талент понатаму. Види, тоа не стигнавме да го кажеме. Јас не пишувам како тоа да ми е работа или це да исполнам некој план оваа година. Кога ми доаѓа мене, ми доаѓа многу. Спонтано, без причина. Лани, например, и овие две книги се напишани лани. Оваа година немам напишано ништо. Не што не сакам, не ми доаѓа. Има време за пишување, а потоа кога не доаѓа пишувањето, јас ги пишувам така, како по некаков диктат делата. Потоа доаѓа време како за средување и уредување, сега имам од минатата година може уште 3 книги да се соберат, да излезат, меѓутоа сега веќе се поставува и прашање колку тој стар начин кој ние го сакаме, издавањето на печатени книги кои имаат мирис е веќе потробен. Дојде време кога, нели, и самите ние, да не зборуваме за други луѓе што не се толку по книгите, полесно ние да си пуштиме на YouTube некој подкаст, нешто да слушаме. Скоро се што е над поголеми јазици веќе го има така снимено во форма на аудио книги. Скусено, на крај ќе се сведат на емотикони. Ако веќе си ги напишал и имаш твојата пријателка, уредник Аждаја, така што праќај таму и во очекување сме на нешто твое повторно ново. За идната година имам, може да излезе една збирка поезија, немам уште наслов, може би ќе се вика Ден година, меѓутоа имам лесна работа. Има едно 300 песни, сега нив некако треба да се изберат и да се подредат по некоја, не знам, логика, естетика за тоа да личи да се уреди. И не мора, ако се песни може сите да бидат различни. Може се читат од каде сакат, во секој случај имаш концепт. Ми беше често, и ти си дел од подкастот Мирисот на книгата. За крај имам едно прашање. Што точно значи тоа подкаст? Ја исто ги прашував, значи тој као не е емисија, него ништо помеѓу, треба да имаме сега слушалки, нели, радио слушалки, да сме тука еден за позаду, значи радио емисија, всушност подкаст, што јас знам, видео радио нешто. Радио со видео. И ние се прифаќаме тие современи термини, фактички е радио емисија, нека видео емисија, во секој случај кратко трае, 15-16 минути, и сакаме да шириме низ етерот мирис на книга. Да. Това е целта. Книгата, за жал, не може да ја заменат вакви кратки форми на презентирање и представување, бидејќи кога се чита книгата човек застанува, промислува, се навраќа. Ја чкрта, подвлекува реченици. Да, многу поинаку делува на самиот ум и доживувањето е поинаку и тоа не може да се замени, и штета е ако овие нови генерации, ако ова продолжи ваквиот тренд и не се врати, ќе имаме
луѓе кои ќе бидат многу поинакви и тоа не во некоја добра смисла. И во физички и ментална слика. Останува пораката, читете пешки, што се вели, земете книгата во рака, прочитете, подлекувате, за да ви остане мирисот на книгата како парфем со трајни вредности. Останете на страница МК.